Екипата на Спарта во Скопје веќе знаете, плавеше со 3:2 во еден контроверзен надпревар. Меѓутоа одиме со мечот. Веќе стартуваше мечот. Димитар Спасовски, кој исто така има проблеми практично од минатата сезона со повреди, но да видиме. Еве еден опасен центаршут. Знае Поборски од оваа позиција полулево да упати силен удар, фудбалер кој бие со десната нога. И токму Поборски обид да пласира. И Јовчев, ако добро забележав, прекрасно интервенира. Добро е тоа. Покажа Спарта дека е опасна од прекини и од тука треба да се биде внимателно при овој центаршут на Поборски. Интервенира Јовчев. Гроздановски. Одлично го почнува овој надпревар. Гол сега кон Ван Дајер, се решава веднаш прва само во надворешниот дел од мрежата. И натаму Брага. Обид за дриблинг. Захариевски. Ристовски. Се поубави комбинации. Ван Дајер има ли шанса? Блажек успева да го скроти овој удар. Прекрасна шанса, одличен центаршут на Ристовски. Сега Брага. Убава комбинација со Блесинг за момент. Се исфрла Ван Дајер по десната страна. Одлично избегна старт Ван Дајер. Захариевски. Еве можат Захариевски, нема гол. Нафрдена топка, доминираат со својата височина. И да видиме сега отвртување 1:0. Георгиевски на вистинското место. Токму така 1:0. 30-та минута. Поведува Вардар со 1:0. Една одбиена, вратена топка во 16-тникот. Отвртување Георгиевски и разбирливо. Огромна радост меѓу оние малубројни навивачи на Тојота арената секако кои допатува од нашава земја. Само ќе потсетам дека во 74-та минута Георгиевски исто така беше стрелец. Еве оваа вратена топка се постави тука и Оливеира, меѓутоа најумешен во срцето на 16-тникот Георгиевски. Вардар води со 1:0. Вкупниот резултат е изравнет на 3:3, меѓутоа Вардар треба да продолжи со истото темпо. Покажа на два пати преку Ван Дајер и Захариевски вардарци дека се подготвени, дека може да ја разбијат противничката одбрана. Упрепушта на Петраш. Поборски има силен удар. И едноставно се чини дека ова не се бранеше. 34-та минута, 1:1. Немаше тука ништо непознато, се знаеше од каде доаѓа најголемата опасност. Од Поборски веќе споменав дека располага со силен изработен удар со десната нога. Го демонстрира тоа. Јовчев едноставно беше немотен, меѓутоа и малку простор му е доволен на Поборски. А го имаш. Стигнува изравнувањето по само 4 минути од водството на Вардар. Поборски успева да изравни. Не е ништо изгубено. Има уште многу да се игра. Реков резултатот од Скопје 3:2 на страната на Спарта. Вардар покажа дека може да одигра на противничкиот гол и поведе. Инаку ако веќе да видиме сега центар шут и сега одлична интервенција на Јовчев. Сепак Ристовски се решава на кратко проигрување со Захариевски. Центар шут, меѓутоа многу. Сега да видиме Блесинг во ситуација. Има ли може да се упати удар? Блесинг уште еднаш бие гол. Вардар води со 2:1, 67 минута. Немаше решителност. Оливеира, меѓутоа одлично забележа дека Блесинг ево можност и повтор пат да упати удар. Ќе го видиме се тоа уште една шева оваа комбинација. Прекрасна топка од Оливеира и во вториот обид не греши Блесинг. Фудбалерот од браната може би направи еден кикс пред малку, меѓутоа сега му носи предност на Вардар од 2:1. И има доволно време. 68-та минута е во тек. И уште еднаш ќе се подсетиме и од оваа перспектива на
Новиот водечки погодок за Вардар. Комбинација меѓу Оливеира и нигериецот Блесинг за водство на Вардар од 2:1. Тоа е и се чини идејата сега на Јиржи Котрба да го засили средниот ред, но да видиме нафрлена топка, голема шанса за Спарта и одлично ние успеваме да изблокираме барем за момент. Тука е Ристовски да спаси. Дилемата дали можеше подобро да одигра во одредени периоди кога беше убаво проигруван од своите соиграчи. Поборски знае прецизно да нафрли и премногу ние чекаме и затоа казната стигнува. Премногу чекаме кога е Поборски со топката, а казната стигнува од Сионко во 83-та минута, изравнување на 2:2. Падна темпото, реков може би и заморот беше причина, меѓутоа и премногу Бранковиќ тука стоеше, го остави Поборски да се намести, да сочека да се распоредат неговите соиграчи, а потоа веќе во квалитетите на Поборски не смееме да се сомневаме. Одлично го пронајде Сионко, кој крај Блесинг успева да изравни на 2:2. Иако до пред малку ви требаше еден погодок, сега веќе на Вардарци им требаат 2 гола. Ево Поборски. Убаво минува на 2 пати, нова шанса, меѓутоа Јовче спасува. Поборски натаму. Блесинг. Дали тој ќе биде можеби среќниот човек за Стратев? Еве можност да се упати удар. Марио Петков. Има ли некој на втората статива? Нема, расчистуваат и тоа токму преку Поборски. Човекот кој го елиминира Вардар, доколку не успееме нешто при овој четврти корнер. Петков не успева да прифати. Ќе има ли нов корнер? Така е. Во самиот финиш, одлична шанса, меѓутоа повторно Поборски на вистинското место да расчисти. И петиот корнер за Вардар. Ајде нека биде среќен. На средината, меѓутоа тука е Јохана и во истиот момент Стефан Бре означува крај на надпреварот. Надпревар